Нови тензии во конфликтот меѓу САД и Русија во Вселената. Русија лансираше сателит во ниската орбита на Земјата, за кој проценуваме дека е веројатно контравселенско оружје, способно да нападне други сателити во ниската орбита на Земјата. Русија го распоредува ново контравселенско оружје во истата орбита, како сателит на американската влада. Аналитичар во вселенската дипломатија за Гласот на Америка изјави дека ова е последниот пример на Русија да се однесува несовесно во Вселената. It very well can be an anti-satellite weapon. Многу добро може да биде носивост против сателитско оружје, но серијата сателити од кои доаѓа оваа носивост е позната како сателит за наблюдување и влегува во близина на орбитите до други сателити кои можеби ќе сака да ги испитува или наблюдува. Но Кремљ го нарече соопштението на САД лажни вести и рече дека ќе работи на меѓународната соработка во Вселената. Мы будем и далее последовательно выступать. Русија ќе спречи претворање на Вселената во уште една сфера на вооружена конфронтација. Ќе продолжиме да промовираме исклучиво мирно истражување на Вселената за доброто на целото човештво. Предходно, Русија поднесе нацрт резолуција до Обединетите нации со цел да се спречи трката во вселенското вооружување. Таа е насочена кон реафирмирање на државните обврски да не се користи Вселената за поставување на какви било форми на оружје, вклучително и оружје за масовно уништување. САД ја критикуваа резолуцијата, која не ги доби потребните гласови за усвојување. Вистината е дека Русија во моментов има веќе неколку конвенционални антисателитски оружја во орбитата, од кои едно тестираше во 2019 година. Згора на тоа Русија постојано им се заканува на сателитите за таргетирање оружје за да ги вклучат и комерцијалните сателити. Американските законодавци се загрижени дека ова е дел од пошироките проблеми во односите меѓу САД и Русија. Русија неодамна лансираше контравселенско оружје способно да ги нападне американските сателити. Војниот злосторник Путин треба да биде одвратен бидејќи ги подржуваме нашите сојузници. Тоа само покажува дека повторно Русија е ангажирана во многу агресивни тактики. Во ноември 2021 година Русија спроведе тест за антисателитско оружје создавајќи поле за орбитален отпад.